Изминативе денови, кога беше презентиран извештајот на Европската комисија за напредокот на Република Македонија, во повеќе наврати и од високите европски представници и од домашната јавност беше нагласена поентата дека Македонија се врати на вистинскиот пат. Се согласувам со констатацијата дека се вративме на европскиот пат. Во Македонија, по долги години на изолација и безнадежност, се врати надежта, се врати перспективата. Се покажа дека можеме, дека имаме шанса во оваа наша држава да изградиме демократско, просперитетно и економски развиено општество. Македонија, од држава со длабока политичка криза, стана држава во која што постои јасна политичка волја за напредок. Ово е исклучително позитивен извештај. Објективно го оценува трудот и напорите што парламентарното мнозинство и владата на Република Македонија ги вложија во изминативе 10 месеци за Македонија да ја вратат на европската патека. Секако, за тоа соодветен придонес имаше и опозицијата, која што покажа конструктивност и соработуваше со нас за клучните реформски прашања. Но она што сакам да го потенцирам или да го нагласам во денешново моје обраќање е дека на овој извештај мораме да гледаме како на почеток на сериозни процеси, на сериозна посветеност и одлучност, доколку навистина сакаме работата да ја завршиме до крај. Не смееме да дозволиме еуфоријата и задоволството од тоа што Македонија конечно доби признање дека е на вистинскиот пат, да го заборавиме темпото кое што ни е неопходно, доколку сакаме во скоро време да видиме конкретни резултати. Не толку далечното минато покажа дека многу лесно може да се скршне од вистинскиот пат и со ретроградни процеси да се застрани и да се уништи се она што беше постигнато во насока на приближување на Република Македонија кон Европската Унија. Опозицијата е во право кога вели дека претходно сме имале позитивни извештаи од Европската комисија. Точно е. 2006, во 2007, во 2008 година ние како држава добивавме добри оценки за напредокот на Македонија. Но, со лошо владење и непромислени политики, наместо да одиме напред, за 10 години ние се вративме десеттина, ако не и повеќе години наназад и подалеку од Европската Унија. Станавме заробена држава, препознатлива по неправда, злоупотреби на власта, монтирани судски случаи, поклопени институции, корупција во медиумите и така натаму. Овој извештај во основа ни е втора шанса. Но верувајте, а јас верувам и последна, ако навистина сакаме да си ја зачуваме државата. Првата шанса ја прокоцкавме, а трета ќе немаме. Затоа што Македонија веќе нема време за чекање и немаме веќе ниту еден ден за губење. Моите деца, вашите деца, целата младина, буквално е со една нога надвор од државата и тоа не ни остава никаква комфортна зона. И затоа мораме брзо да действуваме. Тоа им го должиме на нашите деца, кои предолго беа заробени во безперспективноста и безнадежноста на ова општество, поради што подобар живот побараа и се уште бараат надвор од границите на Македонија, далеку од нас и од нашите домови. Високите европски представници со право констатираа дека не чека долг процес на рехабилитација. Факт е дека ќе треба да поминат повеќе години за поправање на штетите, што ги предизвикаа лошите и непромислени политики. Од тука, структурните реформи што не очекуваат мора да бидат темелни и правилно конципирани, за истовремено да овозможат брз напредок и осогласување со европската легислатива. Само со вистинска стратегија, со долгорочно планирање и действување повеќе чекори однапред, ќе го забрзаме приближувањето кон и полноправното членство во Европската Унија. Токму поради тоа очекувам и опозицијата активно и конструктивно да биде вклучена во сите процеси. Ние покажавме дека сме отворени за соработка, дека сакаме да изградиме инклузивно општество кое ќе стави крај на поделбите по сите основи, крај на омразата, на одмаздата, на фобиите. Верувам дека опозицијата ќе ја препознае сериозноста на моментот и ќе учествува во градењето на едно здраво демократско општество.
Од преземањето на власта пред 10,5 месеци, владата покажа сериозен и искрен пристап за надминување на најгорливиот проблем со кој се сочува Македонија, а тоа е решавање на спорот со Грција, односно на проблемот што нашиот јужен сосед го има со уставното име на нашата држава, од чие надминување пак зависи нашето зачленување во НАТО алијансата, како и почетокот на преговорите со Европската Унија. Сведоци сме дека меѓу двете држави постојат интензивни преговори, но се уште е неизвестно дали ќе има решение за конечно да биде отстранета клучната пречка во нашиот евроатлантски интегративен процес. Но, ова прашање не треба да ги ограничи или забави нашите напори да изградиме стабилно, демократско и просперитетно општество. Реформите што ги спроведуваме и што треба да ги реализираме во наредниот период се првенствено во наш интерес. Нам ни треба општество во кое се почитуваат сите демократски и европски принципи. Општество кое нуди правда, перспектива, економски напредок, развој и повисок стандард за граѓаните. Едно општество за сите. И колку побрзо успееме во нашата намера да изградиме такво стабилно, рамноправно и здраво општество, толку поабсурден и понеаргументиран ќе стане и овој проблем со името. Да ви кажам искрено, и ние, но посебно нашите деца, заслуживме да поживееме во една обична, нормална и цивилизирана европска држава, без при тоа да мораме да се иселуваме од нашата држава. Во држава, каде што секојдневно ќе важат, ќе се практикуваат и ќе се применуваат универзалните човекови права и цивилизацијски, демократски вредности и достигнувања. Овде, во нашата Македонија.